Судот за прекршоци ја отфрли прекршочната пријава против телевизија Нова која ја поднесе Агенцијата за медиуми, поради како што наведе неизбалансираност во известувањето. Судот во своето образложение оценува дека во моментот кога е покрената постапката, ниту се распишани изборите, ниту пак партиите доставиле кандидатски листи. Од цитираните одредби произлегува дека постоењето прекршок од членот 75 став 1 во врска со член 181а став 1 алинеа 1 и став 3 од изборниот законник и одговорноста на радиодифузерите на одговорните лица за непочитување на обврската за обезбедување покривање на изборите на правичен, избалансиран и на непристрасен начин не може да се анализира изолирано од актот за распишување на изборите, бидејќи без овој акт не можеме да говориме за изборен процес, ниту за изборно медиумско представување регулирано во цитираниот член 75 став 1. Ноторен факт е дека до денот на одлучувањето по предметното барање не е донесен акт за распишување на изборите од председателот на собранието, а таков не постоеше ниту во периодот од 12 до 21 септември 2016 година, во која на обвинетите им се става на товар дека не обезбедиле изборно медиумско представување. За дел од членовите на привремената комисија за следење на медиумите кои гласаа против предлогот да се покрене постапка против телевизија Нова, ваквата одлука на судот била очекувана. Добро е што судот ги уважил овие аргументи, буквално оставена е правна нејаснотија за медиумите, во која што навистина илузорно медиумите да бидат казнати кога не знаат како и во кое ниво и на кој начин да го испочитуваат законот. Има една забелешка тука која што исто држи дека повеќе пати избори беа организирани па каже го откажувани, а периодот од 100 дена во кој што овој закон треба да важи навистина е долг. Така да можеме да имаме ситуација дека медиумите мора добар дел од годината да постапуваат според овие навистина претерани регулативи. Иако по последниот извештај на стручните служби на агенцијата, привремената комисија не даде ниту еден предлог за изрекување мерка и констатираше значителен напредок кај медиумите, Чилиманов вели дека членовите се уште носат одлуки без точно и однапред утврдени критериуми. Не би рекол дека имаме заеднички јазик, има силен притисок врз некои од колегите да се казнуваат медиуми, дури во вакви случаи кога навистина, како што кажав во вашиот случај, кога навистина го почитувавте законот и повеќе од тоа што го прават и други медиуми, од што може реално да се очекува од вас. Така да навистина силен е притисокот врз дел од колегите да испорачаат казни. Имавме некои дискусии минатиот пат, но на крај навистина сите заклучивме дека двете водечки партии се достаточно застапени еднакво, сите пресови, сите изјави, сите настани што ги организирала им се представени. Привремената комисија заклучи дека генерално се почитува членот 75б од изборниот законник, односно дека известувањето за државните органи не е во функција на изборно медиумско представување. Новиот 10-дневен извештај комисијата ќе го добие следната недела.